Лачковска ордеровня. Да широите и дрејтове мати. Зборете ви оди времето, ви оди. Ако ми оди времето. Доволно е времето, за да му кажам тоа што имам на техничкиот премиер. Господине Спасовски, технички премиер на владата на Република Македонија, технички премиер на влада која што единствено постои или единствено е измислена за спроведување на парламентарни избори во Република Македонија. Техничка влада измислена само со една цел, да сме сите начисто. Само да организира фер избори. Господине Спасовски, гледајќи од краткото образложение зошто поднесувате всушност, зошто барате разрешување на министерката Мизрахи, може би ние како пратеници треба од вас да очекуваме да побарате и наше разрешување за тоа што го користиме името Република Македонија. Слободно побарајте. Побарајте разрешување еве на сите пратеници од ВМРО ДПМНЕ. Барем, господине Спасовски, да наведевте еве кој член од Уставот го прекршила министерката Мизраки, ама не постои член од Уставот што го прекршила. Не постои, инаку вие ќе наведевте во образложението. Или ќе образложевте нешто поопширно. Нема зошто. Нема зошто. Нема. Не го прекршила. Ни Уставот, ни законите. Господине Спасовски, всушност, вие како влада, односно како министер, додека бевте во претходната влада, бевте вие кои што го прекршувавте тој ваш, само ваш, никаков преспански договор. И вие денес барате разрешување на Мизрахи. Со тој договор, господине Спасовски, за внатрешна потреба не треба да го менувате името на Република Македонија на ниједна табла. Не треба да го менувате името на никакви документи Република Македонија. Јас не можам да сватам како може да постојат луѓе без ни малку достоинство, спремни да си го понижат максимално собствениот македонски народ. И знаете зошто го велам ова. Знаете вие добро, затоа што добро го знаете Преспанскиот договор. Ова го велам заради тоа што во Преспанскиот договор пишува дека за промена на името на државата за внатрешна потреба, именување на овие табли или документи кои што ги променивте како матична книга на родени, за да му пишувате сега на и на новороденчињата и на тие па повозрастните кои што вадат матичен лист дека се родени во некоја измислена држава, не се во Република Македонија. Имено за оваа промена во договорот пишува дека се потребни 5 години и плюс за тоа да се прави треба да се отпочне со преговори со Европската Унија. Односно, како што се отвораат поглавјата, така тоа да се прави. Господин Спасовски, може на овие луѓе овдека се уште не им е јасно, може би на членовите на Социјалдемократскиот сојуз, каде што држите состаноци во општинските организации, се уште не им е јасно, затоа што од цела Македонија слушаме дека ист муабет им кажувате, дека ќе сте изгубеле со 2-3 пратеници само, ама влада ќе формирате, ама вие многу убаво ги знаете анкетите и знаете дека СДСМ заминува во историјата. Паѓате како никогаш досега, господине Спасовски. Џабе ги лажете луѓето, најстрашното е што сам не можете да се излажете, затоа што вистинската ситуација, односно како стоите, вие најдобро знаете. Па еве сте прифатиле да направите обид да ги, според мене, одложите изборите на овој начин со разрешувањето на Рашела Мизрахи. Зошто? Затоа што Рашела Мизрахи не ја променила таблата во Министерството за труд и социјала. Арно, ама, почитувана јавност, почитувани колеги, има и други институции во Република Македонија со кои што раководат кадри на Социјалдемократскиот сојуз или нивните коалициони партнери, кои што држат еве пресконференции пред табли во кои што името не го смениле. Еве табла на Државниот инспекторат за земјоделие, каде што директорот држи пресконференција, а на таблата пишува Државен инспекторат за земјоделство, горе Република Македонија. Заради тоа што овој директор
господине Спасовски го назначува владата на Република Македонија, еве веќе утро сме, дали вие во утринскиве часови ќе поднесете до влада барање за сменување на овој директор? Затоа што според вашето кажување, еве и овој директор го прекршил Уставот. За да бидете доследен, треба уште рано утрово истото да го направите и да го разрешите овој директор на Државниот инспекторат за земјоделство. Срамно е ова што го правите. Па и на малите деца им е јасно зошто ја разрешувате Мизрахи. Прво, заради тоа што во Мизрахи видовте човек кој ќе го спречи подкупот на социјалните случаи, а за кој што како партија сте навистина усовршени. И второ, заради тоа што го откри цел народ во наредниве денови ќе го слушнеше криминалот кој што се правел во Министерството за труд и социјална политика. Овдека ги споменеа колегите, меѓутоа да не се повторувам јас, 8500 барања за туѓа нега кои што стојат во фиоките. Ај погодете колеги зошто ги чуваат во фиоки и како ќе планираат да бидат употребени во наредниот период. Економскиот социјалниот совет кој што по барање на Царовска донесла точка на дневен ред за измена на деловник за работа на ЕСС и на спротивно на деловникот ги сменија членовите на репрезентативните синдикати, кои што си го кажуваат тоа по медиумите, меѓутоа медиумите под притисок на власта не смеат да го пренесуваат. Дури тие што дат на нивните пресконференции, после пресконференцијата не ја пренесуваат и така натаму. Господине Спасовски, вие бевте технички министер и кога Мизрахи беше обележувана со жолта лента, ама не видовме како технички премиер да реагирате на ова. Некој од колегите спомена и навистина така делува, дека ноќва сме сведоци на недемократска трагикомедија, трагедија за демократијата и правото, а комедија за гледачите на пржинскиот политички театар. Господине Спасовски, со овој притисок, со овие напати кон Рашела Мизрахи, вие само придонесовте кон градење или кон издигнување на нова хероина во Република Македонија и сигурно ги отварате социјалните мрежи и сами од тоа го гледате. Хероина која што ги освои срцата на сите во Република Македонија. Еврејката од Македонија Рашела Мизрахи, гордост на Република Македонија. Меѓутоа, со овој ваш чин нема да спречите во наредните денови јавноста да дознава за криминалите на Социјалдемократскиот сојуз. Нема да спречите народот да дознае за рекет 1, рекет 2, рекет 3, меѓутоа сега надградени и проширени, и нема да спречите јавноста да ви ги слушне гласовите по вршењето на подкуп и вршењето на рекет. Не вас лично, ама на луѓе од вашата врхушка.